Почитувани граѓани, колеги, пратеници, господине заменик министер, ние кои што сме подолго време во собранието и кога разговараме околу казнената политика, не може да не одмине впечатокот дека сме сведоци на една двосмисленост, на една непринципиелност, на едно лицемерие од страна на владеачката партија, кое што го прави со овие измени на Законот за прекршоците. Вас знаете како, колеги пратеници од ВМРО ДПМН личи? Вие ги воведовте високите казни, вие сега си ги намалувате. И кога ги воведувавте се фалевте, и сега кога ги намалувате па се фалите. Кога сте биле искрени кон граѓаните? Еве, господинот заменик министер може ќе ни објасни. Зошто ви имате потреба сега да ви текне после 9 години дека казнената политика била пречка за бизнисот, дека фирмите не можеле да работат, сега ќе сме создале подобра бизнис клима. А што правевте изминативе 9 години со оваа казнена политика? Каква клима создававте тогаш? Колку компании се затворија поради високите казни кои што ги изрековте изминативе 9 години? Кажете колку судбини завршија поради овие високи казни во Република Македонија? Колку фирми останаа се уште блокирани и луѓето не можат да се остварат права само затоа што не можат да ги платат казните? 9 години теравте арач, како во Турско, дури и во Турско беше подобро со казнената политика. Знаете ли, фирмите се плашеа повеќе од инспекторите, отколку од криминалците во Република Македонија. Затоа што ако дојдеше некој криминалец да ги оплячка, ќе им го земеше прометот во касата, а ако дојдеше инспектор, ќе им земеше и куќа и се што имаат спечалено заради високите казни. И сега вие дојдовте да кажувате, сега ќе ги намалиме казните. Малку касно ви текна. Премногу судбини земавте на грб. Зошто, колеги пратеници, не го прифативте предлогот во 2012 на Социјалдемократскиот сојуз да се намалат казните за 50%? Знаете, сите овие што дебатирате сте нови пратеници. Не се јави ниту еден од претходните пратеници која ги воведувавте високите казни да каже зошто ги воведувавте. Сега вие мислите дека таа политика ја измислил некој друг, па сега вие ги намалувате казните. ВМРО ДПМН ги воведе највисоките казни во историјата на Република Македонија. Има фирми, има колеги пратеници што платија казни по 240.000 евра. 240.000 евра има колеги пратеници платија казни. И вие сега ќе велите тука дека многу сте се грижеле за бизнисот. Ќе ви прочитам една изјава од еден бизнисмен. Знаете што му рекол инспекторот кога дошол? Јас дојдов да те казнам. Нешто ќе ти најдам. Мора да има казна. Мора да има казна. И тоа е кажано на јавен настап. И знаете што уште кажал? Му рекол еден од инспекторите во една од 43-те контроли во изминативе 4 месеци. 43 контроли за 4 месеци. И сега вие ќе велите казнената политика била во ред во Република Македонија. Не е, колеги пратеници. Казнената политика ја водевте само заради да го наполните буџетот колку што е можно повеќе, а од друга страна за време на избори да ги притиснете и да им се заканите на компаниите да ги натераат вработените да гласаат за вас. Тој што немаше да ве послуша, ќе му дојдеше инспекција, ќе му пишеше висока казна,
ако не можеше да ја плати, ќе ја затвореше фирмата или ќе земеше кредит од банка за да ја плати фирмата. Во која таа држава инспекторите одат по наредба, оди таму и да го казниш тој и тој. Оди таму да му пишеш казна, оти не е наш. Оди да му пишеш казна, оти гласал за опозицијата. Каква е таа казнена? И вие сте биле патриоти. Па тоа ли е патриотизам, да уништувате луѓе со казните само затоа што не размислуваат и неќе да гласаат за вас? Срамота. Кај се патриотите, да видам, кои што ги затворија фирмите со високи казни? Тоа е далеку, колеги, од патриотизам. И сега со ова законско решение, малите фирми, малите бизнеси и средните предпријатија добиваат најмало намалување. И вие сте свесен, господине заменик министер, дека е така. Колегата Хари Локвенец ви го посочи добро примерот. Една фирма со 500.000 денари приход, најмалата казна е 450 евра. 450 евра. Ако е горната граница 3000 евра. 15% од 3000 евра е 450 евра. Под услов, нели, да не биде казнувана и да нема повеќе од 9 вработени. Како може таа фирма да обстане? Јас доаѓам од Велес. Знаете колку фирми има такви затворени? Еве ве поканувам да дојдете во Велес. Не само што се затвараа фирмите поради високите казни, туку голем дел од луѓето не сакаат да инвестираат, да отворат бизнис, затоа што се плашат од високите казни. И сега да дојдете да прошетаме во Велес, да видите колку дуќани се празни. Затоа што се плашат луѓето. Работат извршителите најмногу во Велес. Тропаат на секоја врата, извршуваат казни. И сега тоа било патриотизам. Како може тоа да биде патриотизам? Кај е колегата Ромео Тренов? Патриотски било да пишувате високи казни, да ги затварате фирмите и да ги уништувате семејствата. Па нели имавте проект осмели се, почни бизнис, еве ќе се осмели, ќе му даде Агенцијата за вработување 4000 евра помош на некој граѓани на Република Македонија да почне бизнис и ќе отвори продавница. Знаете кој е прв муштерија? Инспекторот. И ќе му пише казна од 5000 евра. А 4000 евра му дале помош или 3000 евра. И тоа е добра бизнес клима. Супер е. Само дако не мораш да платиш казната. Па така е, колеги, са немојте да се правите дека не ги знаете овие работи. Сте се соочиле со овие работи секој во својот живот. Само партиската припадност не ви дава сила да го признаете тоа. Казнената политика изминативе 9 години беше катастрофална. Не погрешна, катастрофална. Казнената политика треба да биде на ниво, да биде правична, соодветна на прекршокот, но од друга страна да не ограничува, да дојде до ситуација да го уништи бизнисот. Тоа е правична политика. Не е правична политика да пишувате казни од 200.000 евра. Во ред, никој не може да го поднесе и тоа е во спротивност на интересите на македонските граѓани. И сега ова го правите точно затоа што идат избори. И затоа што знаете дека тоа е веќе голема пречка за функционирање на бизнис. Се обидувате да се додворите на фирмите и на граѓаните со закон дека ги намалувате казните. Но ќе завршам. За малите и средните предпријатија,
намалувањето на казните се уште не е толку големо да можат да опстанат ако се доведат во ситуација да мораат да платат казна според новиот закон за прекршоци.